Лайф кавер заедно со Илија Кекиритков на Угада FM. 91 МГц е вистинската фреквенција на која се наоѓате токму сега, бидејќи започнува уште едно издание на емисијата Лайф кавер на Угада FM. Тема на обработка во вечерашното издание на Лайф кавер ќе бидат неколку бенда кои се сметаат за пионери на музичкиот жанр поп-рок. Бендови кои се создадени на крајот од 70-тите години и кои во наредниот период, односно во 80-тите години, се светски глобално познати, особено со иновацијата на музичките видеозаписи, односно видеоспотовите и особено со создавањето на музичкиот канал MTV. Еден од тие бендови е U2, кој што ќе го обработиме потоа, но претходно да се запознаеме и со моите вечерашни гости. Тоа се Јорданчо Станчев, популарно наречен Капа, фронтмен на бендот Капа и Хотлайн, и гитаристот на Хотлайн Бранислав Костовски, популарно наречен Бане. Добро вечер за двајцата. Најпрво прашање за Капа. Како ја засака музиката? Кои се твоите први почетоци и кои се твоите музички идоли? Музиката ја засакав од најмали години. Влијание и импулс за да ја засакам музиката ми беше целата таа бивша југословенска рок сцена и бендовите токму што сега ќе ги презентираме со неколку песни, да речеме U2, Дюран. Тоа ми беше, тоа ме заинтересира, заинтригира за да ја сета музика потоа. Тоа се значи твоите музички. Засекам. Токму така, тоа се значи твоите музички почетоци. А Бане, како ја засага ти гитарата? Преку кои бендови? Па добро, ја може да кажам за мене дека малку погасно влегов во музичка сфера од вообичаено, значи на некои 15 години. Така имаше некои во мало гитаристи други. И едноставно почнав. Кои беа првите бендови кои почна да ги слушаш? Па може да се каже дека оние квази метал бендови као Guns N' Roses, Whitesnake, малку помекиот стил рок. на рок, да. Токму така, тоа и оној поп-рок кој што и ќе го обработуваме вечер, токму оној помекиот начин на изведување на рок композициите, еден од главните представници на ова овој музички правец е токму U2, кој што го споменавме, бенд создаден во 1976 година во Даблин, значи ирски бенд кој се уште постои, повеќе од 35 години се на музичката сцена и се можеби еден од најпопуларните поп-рок бендови. Значи темата која што ќе обработите вие двајца вечер, како е насловот на темата? All I Want Is You. All I Want Is You, токму така, тоа е тема од 1989 година. Може да ја слушнеме. You say you want diamond on a ring of gold. You say you want your story to remain untold. All the promises we made from the cradle to the grave. When all I want is you. You say you'll give me highway with no one knowing, treasure just to look upon it, all the riches in the night. You say you'll give me eyes on the moon of blindness, a river in a time of dryness, harbor in the tempest, and all
the promises we made, from the cradle to the grave. When all I want is you. You want your love to walk out right, to last with me through the night. You say you want diamond in a ring of gold, your story to remain untold, your love not to grow cold. All the promises we break, from the cradle to the grave. When all I want is you. All I want is you. All I want is you. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Повторно сме во студиото на Угода FM. Мои вечерашни гости се Капа и Бане, членови на популарниот штипски бенд Hotline. Вечерва ќе обработиме неколку поп-рок теми. Веќе обработивме првата, тоа беше песната All I Want Is You од U2, но претходно еве едно прашање за Капа. Значи, во колку бендови имаш членувано досега во твојата музичка кариера? Немам ги броено стварно колку бендови се. Можеме хронолошки да почнеме така. Бидејќи знам дека имаш членувано во повеќе бендови уште во 90-тите години, да. А сега си член исто така. Повеќе штипски бендови во 90-те години, тогаш бевме гимназијалци. И заедно со Лагеро, со Дени Лагеро, го основавме првиот бенд Надвор од времето. Тоа беше значи твојот прв бенд? Тоа беше првиот бенд. Таму почнав како тапанар во тој бенд. Па подоцна кога се појави Зоки, кога едно мало дете од 14 години, чудо од тапанар. Морав да се повлечем од тапаните и така во рок музиката не можеме да најдеме, да речеме, некој погоден пеач, вокалист за Надвор од времето и бидејќи мислам дека имам некој глас, почнав ја да пеам во самата група Надвор од времето. Од тапанар станав пеач, вокалист. Исто Надвор од времето имавте и снимано неколку теми. Имавме неколку теми снимано, една студиска песна, еден поглед твој, кој беше хит на неколку радиостаници тоа време. Колку ќе може да биде хит на таа рок музика. Знаеме дека во 90-те почна да паѓа сета таа музика. Меѓутоа бевме упорни. Свиревме дека можеме да свиреме и колку можеме да издржиме. Подоцна групата Барбарела заедно со Божидар Кошча, исто Дени Манасиев и исто Зоки као тапанар дојде во Барбарела. Учествувавме на неколку фестивали, меѓу другото и на Поп Рок Фест. Зедовме награда второ од жири, трето од жири, второ од публика. Своевремено Екран го организираше. Екран го организираше заедно со МКЦ, така некако беше. Популарно надпреварување беше. Популарно надпреварување, се уште се држеше во 90-тите така, тоа беше 96 или 97 година со Барбарела, кога учествувавме од 40 скоро бендови, успеавме да
да добиеме награда од публика второ место и од жири трето место. Токму многу музичари го имаат, исто така ги имаат започнато своите кариери токму на поп-рок фестот. На поп-рок фестот, кој се уште во тоа време имаше некоја, како да кажем, некој шмек. Некој шмек имаше и популарност во тие кругови, во поп-рок кругови. Бане, ти имаш членувано исто така во повеќе бендови, но за разлика од Капа, многу подоцна почна активно да се занимаваш со свирење во бендови. Така. Како започна твоето свирење? Така, значи пред некои си 10 години формиравме, па еден да речем, панк бенд, The Patligans, значи мора да спомнам. Имавме некоја авторска песна како 2-3, нешто се стави како демо снимка, али тоа траеше само еден краток период, се до времето кога го сретнав Капата, можам да кажам за првиот бенд The Pure, мораме да го спомним и Владко Вамбирот, па низ некои трансформации до сегашниот Hotline. Gangbang да ги спомня како бенд. Значи, значително... Баркот, може да ги кажам исто. Значително искуство во свирење во бендови. Ние продолжуваме со нашата вечерашна тема. Темата е поп-рок песни. Овој пат ќе ја обработиме песната By My Side, тема од легендарниот австралиски бенд In Excess и неговиот фронтмен Майкл Хачинс, кој прерано почина. Темата е од 1990 година. Значи ќе ја слушнеме темата By My Side од In Excess. In the dark of night, the small hours, uncertain and anxious, I need to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In a dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In a dark of night, by my side, by my side, I wish you were, wish you were. Here comes the clown, his face is so warm, no window, no air at all. In the dark of night, these faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side, by my side, wish you were, I wish you were. In the dark of night, by my side, by my side, wish you were, wish you were. In the dark of night, these faces they haunt me, but I wish you were by my side. Yes, I wish you were by my side. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Следниот бенд кој што ќе го обработиме се вика Дюран Дюран
бенд создаден во Англија, во градот Бирмингем во 1978 година, бенд кој својата неголема популарност, својот зенит го стекна во 80-тите години и ми се чини дека омилен бенд на Капа се Дюран Дюран. Дали е точна таа информација? Поп-рок фазон, поготово во младоста, иако и сега имаат, да речеме, добри албуми, ствараат. Меѓутоа ми беше омилен бенд во младост. Заедно со U2, неизбежните U2. Беше Bono Vox, DH, Larry Mullen. Значи тоа се бендовите кои што ги одбележа 80-тите години. Да, што ги одбележа од 80-тите години, но сепак мислам дека и ден денес прават добра музика, стварат добра музика. Тие со текот, можем да кажем дека тие со текот на годините тие бендови како што се U2, Дюран Дюран созреа и созреа и музички и почна да прават различна музика со текот на годините. Значи да, влијание, поискуство, сето тоа што го собра низ сите тие години и децении. Мислам дека сега прават баш музика за зрели музичари. За зрели музичари и за зрели слушатели пред се. Токму така. Разбираат таа музика. Ние сега ќе слушнеме темата на Дюран Дюран од 1993 година од албумот наречен The Wedding Album. Значи тоа е свадбениот албум со кој Дюран Дюран ми се чини направија камбек на музичката сцена и повеќе популарни песни има токму од тој албум. Calm down, too much information. Токму така, а ќе слушнеме вечерва песната Ordinary World во изведба на Капа и Ване. Came in from a rainy Thursday on the avenue. Thought I heard you talking softly. I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say. Where is the light that I recognize? Go away, but I won't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Passion or coincidence once prompted you to say, pride will tear us both apart. Ooh, yeah. Well, now the pride's gone down to the runaway, left me in the vacuum of my heart. What has happened to me? Crazy some say. Where is my friend when I need you most? Gone away, but I won't cry for yesterday. There's no ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Papers in the roads I tell of suffering and grief. Fair today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news
of holy word or holy new. I was just a little sorrow talk, and I don't cry for yesterday. There's an ordinary world. I will learn to survive. And as I try to make my way to the ordinary world, and I will learn to survive. Everyone was my world. Everyone. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Гости во вечерашното издание на Live Cover се Капа и Бане, членови на Hotline Band. Капа фронтменот на Hotline Band, бенд кој што пред известно време наснима и нов албум, издаде нов албум. Да. Па скоро е готов албумот, да речеме, има 7 песни и една е... Некои веќе се вртат во етер. Некои се вртат, има 5 песни се дадени по радиостаниците насекаде, вртат се. Кој колку ги врте, важно се вртат. И друг медиум за исто така за промоција на песните е YouTube. Да, YouTube доста, мислам, некои песни се доста гледани од тие што се ставени, 5 досега. 7 се снимани, не се требаше 2 да бидат довршени, само вокалите се снимат и миксот да го направи Лагеро. Да ни кажеш нешто повеќе за тоа, каде беше снимано албум? Снимано е во Келн и во Дизелдорф, во 2 града. Живите инструменти, бидејќи албумот е снимен се во живо. Живите инструменти се снимани во Келн, во Са институт, во нивните студија таму. Е снимено значи, сето со квалитетна опрема. Со квалитетна опрема и квалитетни тон мајстори, морам да кажем, школувани аудиоинженери. А додека вокалите јас ги снимав за едно месец дена на сите тие песни во Дизелдорф во студиото на Дени Лагер. И кога може да очекуваме да бидат готови сите песни до крај и да биде готов албумот? Па 2014, може и 2015 ќе дојде. Значи още 2 песни вокалите се снимат треба и има некој работен наслов Монтевидео албум. Меѓутоа филмот на Драган Биело Грлич си го направи своето. Мислам дека конечно ќе се вика Зошто плачеме албумот, кога ќе излезе. Монтевидео беше работен наслов на целото тоа. Меѓутоа кога ќе излезе албумот, мислам дека ќе биде Зошто плачеме. Таа е една прва и носечка песна. Да се надеваме дека во 2 верзии, во англиски и во македонски. Да се надеваме дека ќе го слушнеме албумот што поскоро и ќе биде готов. 2014 ја мислам Твое предвидување. Ќе собереме сили како Капа и Hotline да го тоа реализираме. Така е. Ние продолжуваме значи понатаму со нашите тема на одбработка. Овој пат ќе го обработиме синглот Here Comes the Rain Again. Тоа е песна од британскиот бенд, односно од британското дуо Eurythmics, Ени Ленокс и Дейв Стюарт. Песната е изведена за прв пат во 1984 година, а вечерва во специјална изведба на Капа и Бане. Here comes the rain again, falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. I want to walk in the open wind, I want to talk like lovers do, want to dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. So baby, talk to
like lovers do. Here comes the rain again, raining on my head like a tragedy, tearing me apart like a new emotion. I want to breathe in the open wind, I want to kiss like lovers do, want to dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, talk to me like lovers do, and walk with me like lovers do. Baby, talk to me like lovers do. Here comes the rain again, falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Кога добро се забавуваме, времето изминува навистина брзо. Овој пат дојдовме до самиот крај на емисијата Live Cover, каде што ќе обработиме една тема, ќе кажеме подоцна која ќе биде таа тема. Претходно, едно прашање до Капа. Каде свират Капа и Hotline? Каде може да ги слушнеме? Па Капа и Hotline свират секаде дека ќе не викаат и дека ќе се договориме. Спомнам локали. На повеќе места во Штип. На повеќе места во Штип, така да направиме сега реклама. Дека има добра рок забава, поп рок забава, во главном рок забава дека има, таму сме и ние. Инаку кажавме дека ти си фронтмен на Hotline, Бане е гитарист. Кои се останатите членови? Останатите членови се Благој Андонов, башката, како што го знаеме, басисто. Уште од надвор од времето заедно свиреме со него, морам тоа да го кажем, значи многу одамна. И еден доста умерен, добар тапанар Емил Змија. Значи умерен, али добар. Поздрав до нив двајцата, веројатно не слушаат емисијата. И сега за крај, како што кажавме, ќе слушнеме една композиција од 1989 година. Тоа е песна од Крис Айсак, неговиот најголем хит, можам слободно да кажам, Wicked Game, овој пат во изведба на Бани Капа. Was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I love somebody like you. I never dreamed that I love somebody like you. No, no, I don't wanna fall in love. No, I don't want to fall in love with you. What a wicked game to play to make me feel this way.
What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't want to fall in love. No, I don't want to fall in love with you, babe. With you. Nobody love to want you. Yeah. Тоа беше последната изведба за вечерва, композицијата Wicked Game во изведба на Капа и Бане. Слушајте лайв кавер секоја среда од 20 до 21 часот, репризните издание се во сабота, исто така од 20 до 21 часот. До слушање.